Почитувани гледачи, добар ден, вторник, 14 часот, почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене колешката Елена Милошевска, со нас ке се дружите во неколку термини до 17 часот и 30 минути. Потоа на оваа маса ке седне колегата Александар Чомовски во отворено студио 1, а вечерва ке има авторска емисија и уредничката Гордана Дувњак во 21 часот. Но како што е редот, и препуштам на Елена да ги презентира содржините кои што денеска ги имаме за вас подготвено и со кои што се надеваме дека ќе го задржиме на вашето внимание. Елена, повели. Така, Антонио, ти благодарам. Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш и од мене. 14 часот тука започнува маратонското отворено студио 1. А накратко да погледнеме, односно што ќе гледате денес, почитувани гледачи, во текот на денешниот ден на програмата на 1 ТВ. Она што е веќе познато е дека во овие први половина час од 14 часот до 14:30 минути ќе погледнеме накратко дел од гостувањата во вчерашното отворено студио 1, а потоа следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колешката Елена Джигуманова. По завршувањето на вестите ние се враќаме повторно во отвореното студио 1, каде што ќе разговараме на една тема која што всушност е навистина актуелна, но можам да кажам дека представува и проблем, односно дека се повеќе млади лекари заминуваат во странство и дека всушност бараат подобар живот и подобра работа во западноевропските земји. Токму на оваа тема ќе разговараме со младиот доктор Бождар Кочовски, а по завршувањето на вториот блок отворено студио 1 следуваат повторно вести во 16 часот со колешката Елена Джигуманова и веднаш потоа кулинарското шоу Маја готви. Откако ќе погледнете некој нов рецепт со Маја готви, следува уште едно отворено студио во 17 часот. Овој пат навистина една интересна тема се однесува на работодавачите, а исто така и на вработените, односно за работничките права и скратување на работните часови од 8 часа на 7. Разговараме со Пецо Груевски, председател на УПС. По завршувањето на третиот блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно тука е возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Стефан и Кристина и секако Сергеј со студио Мода. По завршувањето на овој блок забавни емисии, повторно се враќаме во отвореното студио 1. Овој пат вечерва ќе се дружите со колегата Александар Чомовски, а гостин ќе му биде Фатон Асани. По завршувањето на овој блок отворено студио 1, секако централниот дневник во 20 часот со колегата Александар Петревски. По завршувањето на дневникот следува вторската емисија Правда и неправда со Гордана Дувњак, а тема ќе биде досие Куби, судбинската сага по раздружувањето, разговор со Иван Ѓоргиевски, поранешен косопственик на Кубис, и по завршувањето на авторската емисија следува граѓански форум повторно со колегата Александар Чомовски и секако вестите во 22 часот и 35 минути. Тоа е накратко што ќе гледате во текот на денешниот ден, а ние сега продолжуваме понатаму. Така не почнуваме со оние стандардно исечоци од вчерашните отворено студио. Еден ќе почнеме со една трогателна приказна за 3-годишната Васвија, девојче кој што се бори со тумор на мозокот, која што е оперирана пред 2 недели, но последниве неколку денови и се влошува состојбата на одбележувањето на првиот роден ден на 1 ТВ. Бојан Јовановски им вети, а денеска и го оствари ветеното на семејството Реджепови, им донираше 5000 евра со цел да им се олесни тешкиот живот, а секако и да се помогне на малата Васвија да ги преброди најтешките моменти кои што со кои што се соочува во својот живот, иако има само 3 години. Денеска мајката на Васвија беше во 1 ТВ. Колешката Јана Јосифовска зема изјава од незе, направи и еден прилог, па предлагам да го видиме. Продолжува битката за живот на малата Васвија, која што има тумор на мозокот и е во критична состојба. 3-годишното девојче е вистински борец, вели пред камерата на 1 ТВ незината мајка Елена Реджепова. Васвија беше оперирана минатата недела по втор пат,
а надежта на семејството ја зголемува силната желба за живот на нивната ќерка. Сега моментално денеска е падна во кома. Многу е повлошена ситуацијата од што беше порано. Значи имаше операција сега во Систина, операција на туморот и трахеотомија и направија за дишење, пошто е фатен центарот за дишење и центарот за јадење. Значи целиот центар на целиот мозок е фатен. На интензивна нега беше на недела скоро малце подобра и ја симна на одел. И не издржани 4 дена, значи вчера беше цела ног, цел ден со температура, нервозна, имаше како некои напади и околу 7 часот на вечер си заспа мирно, си спиеше. И пана кај 10 сат само стана, ги отвори очињата, ме погледна мене и ми кажа: "Мамо, многу те сака." И падна у кома. Нема ништо гаранција. Ништо нема гаранција, значи може да биде подобро, може да биде полоша, пошто е во многу критична состојба. Мајката Елена Реджепова и сопственикот на БМЈ Медија Груп Бојан Јовановски попладнево потпишаа договор со кој беа донирани средства за операција и лекување на малата Васвија. Ова Јовановски го вети на одбележувањето на првиот роден ден на Еден ТВ, а денеска беа префрлени финансиските средства. Ние одлучивме наместо огномет овие средства да ги дадеме на малата Васвија која што боледува од редок тумор, на семејството на Васвија од Еден ТВ. Ќе бидат уплатени овие средства и ќе посакаме сите од оваа сала побрзо да оздрави и да е жива и здрава, поради тоа што е многу малечка. Донацијата за семејството Реджепови ке значи многу, вели мајката на Васвија, за малото девојче да продолжи да се лекува и бори со тешката болест. Ке ми значат многу тие средства, зашто ние немаме услови да исплатиме болницата, собираме донации на Телеком и на ВИП и фала му и на Еден ТВ, на Бојан Јовановски, што донираше барем толку за да можеме да го исплатиме лекувањето на Васија, пошто не има уште многу време за лекување. Ќе ви помогнат ли малце од малце бар овие средства? Да, ќе помогнат, многу ќе помогнат. Фала ви многу на сите и на сите други што донираат и на Бојан Јовановски. Се надевам дека со овие донации ќе можеме да закрепне и да има среќно детство. БМЈ Медија Груп, Еден ТВ и Бојан Јовановски и натаму остануваат посветени на хуманата цел. Како што многу пати досега покажаа, така и во иднина ќе останат пример за другите како треба да им се помага на семејствата кои што се во социјален ризик и кои што имаат тешки здравствени проблеми. Да, го видовме прилогот на колешката Јана, ги видовме и солзите на мајката на Васвија. Се надеваме дека и останатите поголеми компании во Македонија ќе го следат примерот на Бојан Јовановски, БМЈ Медија Груп 1 ТВ и секако ќе се вклучат во помагање на ова семејство, а секако се надеваме дека и малата Васвија на крајот ќе се излечи и ќе продолжи мирно и среќно со својот живот, а ние продолжуваме понатаму. Така, Антонија, ние продолжуваме понатаму, она што е веќе познато е дека во овој прв блок, прв дел од Отворено студио 1 секогаш се навраќаме на во однос на тоа кои беа гости во вчерашното Отворено студио 1 и она што е веќе познато е дека всушност Отвореното студио 1 во понеделник го води колегата Саша Ордановски, а тема беше првата недела од председателската кампања, впечатоци, размислувања, ставови. Тој на оваа тема разговараше со Чабир Делара, председател на Цивил, и Павле Тројанов, председател на Демократската партија. Тие ги кажа своите впечатоци и оценки во однос на оваа прва недела од председателската кампања. Јас да не должам многу да погледнеме дел од нивните гостувања. Имаше и вистински прекршок против изборниот законник, нешто за кое ние реагиравме пред неколку дена, очекуваме одговор од Државната изборна комисија, се разбира. Првата недела од официјалната председателска кампања, според некои помина бледо, без многу возбуди и сето тоа, но ако е човек малку поблиску на теренот, ќе забележи дека тоа е една извонредно тензична, една набиена, супер динамична, интензивна кампања. Може да се каже дека во голема предност е говорот на омразата, кој го детектираме кај еден од учесниците во трката.
Тоа е поранешната владеачка, сега главна опозицијска партија ВМРО-ДПМН, тоа е и се она што е поврзано со оваа партија, односно кои гравитира. Ќе поразговараме малку повеќе за тоа кон оваа партија. Понатаму забележуваме исто така една интензивна кампања на теренот, мобилизација на граѓанките и граѓаните. Гледаме од друга страна една ситуација во која се разбира технолошките достигнувања се користат многу, така што на моменти станува издодемна, затоа што буквално секој чекор на кандидатите може да се следи на Facebook, тоа го користат екстензивно и тоа е една ситуација која на некој начин ја заситува публиката. Понатаму забележуваме лажни вести, присуство на лажни вести, и се разбира низа дубиози може да се излечат, но за тоа ќе биде после првиот облигаторен финансиски извештај што се однесува до финансирањето, односно политичкото финансирање. Тоа е нешто што ние сериозно го следиме. И покрај измените во законот за финансирање. И покрај измените во законот за финансирање на политичките кампањи, гледаме дека тоа убаво се користи. Гледаме исто така користење на сите можни дупки во изборниот законник, а тие се разбира ги има во приличен број. Не успеа политичките партии да се договорат еден поквалитетен закон да донесат. Има една добра вест во целата приказна, а тоа е дека имаме малку консолидирани институции, пред се со ова мислам на Државната комисија за спречување на корупцијата. Таа е една нова надеж која се појави на македонското политичко небо, да кажам, или системско небо, но исто така и забележуваме дека Државната изборна комисија, иако го има горе-долу истиот распоред како во предпредходната постава на силите во таа институција, сепак гледаме една потранспарентна, покооперативна институција во овој состав. Ќе видиме колку ќе издржат од политичките притисоци, бидејќи сепак се работи за политички представници. Оваа телевизија има лошо искуство со овој ДИК, бидејќи, како што знаете, нас не ги укинаа рекламите и тоа мислам дека тоа го забележавме и допрва треба да разговараме на таа тема. Ќе се обидеме да го артикулираме и вон ДИК. Павле, вам ви ова која кампања избрана поред? 30-та, 25-та, 17-та? Не знам. Демократскиот сојуз се формира пред 19 години, значи влегуваме во 20-та, во овој период колку кампањи има, локални избори, парламентарни, председателски, така да долго време сме вклучени во овие изборни кампањи. Од тој аспект, како ви се чини оваа изборна кампања? Па мислам дека пред да започне официјална изборна кампања имаше поголема жестина во конфронтацијата, во политичкиот надпревар помеѓу главните две политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, позиција и опозиција. И добро е што имаше еден тайм-аут да после верификацијата на мандатите за кандидати за председатели, имаше една недела практично да одморат или да се подготват партиите. Па генерално тоа што ние имаме формално или така се представуваат тројца надпартиски кандидати, во суштина имаме на силна партиска кампања. Зад Стео Црвенковски стои СДСМ со... За Стео Пендаровски. Пендаровски, се извинам, за Стео Пендаровски стојат освен СДСМ уште 30 други политички партии. Зад Гордана Сијановска Давкова стојат ВМРО, ДПМН уште, не знам, помал политички партии. Додека за Река, неговата кампања е надвор од двете партии, БЕС и Алијансата. Се разбира дека тие дават силна логистика, но тој успеа да се наметне како председателски кандидат, како надпартиски, во суштина тој и партиски кандидат, бидејќи сите овие и било кој не може тако настапат самостојно, не може да соберат потписи, 10.000 потписи е тешка работа да се собере. Вклучени се партиските машинери, работат, освен одржување на средби со граѓани, трибини, митинзи. Чудно е тоа инсистирање на кандидативе, сите бегаат од партиите, а се разбира дека сите се директно приклучени на треба партиските. сосема јасно да е дека овие се партиски, строго партиски кандидати, бидејќи се бирани или потврдувани на партиски конгреси.
Така да, мислам дека таква манипулација не е потребна, бидејќи сите граѓани се доволно писмени да знаат дека се работи за партиски кандидат. Тоа беше дел од исечокот од Џабер Дерала и Павле Трајанов, а вчера беше и меѓународниот ден на ромите токму во отворено студио 1. Ордановски разговараше со Зоран Димов од Меѓународната ромска унија, Ашмет Елезовски, извршен директор на Националниот ромски центар, и Едис Хасан, дипломиран политиколог. Според нив денешната ситуација не е најдобра, можеби има подобрување во слободата на говорот, но има локална и бирократска бариера, заклучија тие во вчерашното отворено студио 1. Да видиме исечокот од овој разговор. Ромите ги има во целиот свет. Во Европа, заедно со Турција, сме некаде повеќе од 20 милиони. Јас ги кажам официјалните статистики. Еве, ја ви кажувам статистики. И веројатно се тие цифри такви. Она што го кажавте во врска со пописот, последниот пропаден попис, јас бих рекол, биќе бевме клучени, да сакавме да дадеме што повеќе удел позитивен, имавме регистрација на 89,5 илјади роми, но видите, за жал, поради политички некој договор, пописот се прекина. Ситуацијата на ромите во Република Македонија, првин да кажам, дека во однос на претходниот период, бидејќи многу пари има во воздухот, меѓутоа се надевам дека судските органи ќе ги вратат тие пари, па ќе немаме толкова сиромашија и ромите нема да бидат топик на сиромаштијата и да ги регистрираме по улици и без домови. Ме разбирате кога велам многу пари во воздухот. Да. Сега, од друга страна, реално денешната ситуација не е најдобра. Можеби имаме подобрување на слободата на говорот во однос на изминатиот период, имаме подобрување на одредена партиципација, меѓутоа има локална и бирократска бариера. Граѓаните на Република Македонија, бих јас сум македонец, јас сум граѓанин на Република Македонија. Ние имаме бариери. Тие бариери потекнуваат од поединци кои се на одредени структури и самоволно, без консензус или без амин, или да кажам одлука на првите луѓе на државата, си прават или си постануваат шерифи, постануваат началници. Го кажувам она што е реално. Биќе денеска треба реално да го кажеме. Сега, Национален ромски центар е професионална организација, веднаш да кажам. Сме реализирали многу проекти и досега имавме многу и внатрешни контроли и од државата и меѓународни контроли. Значи, за сите оние средства што работевме. И она што можам да го кажам, задоволен сум бидејќи има одредени луѓе во државата кои сваќаат дека проблемот е пред нас и почнуваат со нас да дискутираат. Има ли поместување, има ли напредок во решавањето проблемот? Имаше започна напредокот и со претходната влада, не можам да кажам не, реално, но меѓутоа одеднаш се променија работите на полошо. Зошто? Од аспект зашто луѓето сватија дека треба да си печелат пари. Треба малку да бидеме пореални во целата работа. Се извинувам, Зоран, јас сакам Едис да го прашам, се разговара ли за ова во владата? Овој впечаток дека има одредено застанување на развојот на целата ситуација, дека има можеби злоупотреби, ако добро сваќаме. Јас кажав за периодот што измина. Зоран, само кога ми дозволи, сакам да завршам. Ајде. Но меѓутоа откако дојде структурата, новата гарнитура, со првите луѓе, денеска еве да кажам за прв пат во историјата на ромите, граѓани роми македонци, значи зборам, беа примени од премиерот на Република Македонија, Северна, во неговиот кабинет, бевме кај амбасадорите, дискутиравме за проблематиката и всушност заедно заклучивме дека проблемите на ромите се толку големи, што навистина треба вложен труд, буџет, видлив. Сигурно тоа не се решава со една влада, со еден... Не се решава. Ни треба... Ашмет, тоа ми е мене збор. Значи, јас гледам дека на символично ниво, значи, министри, пратеници, партии, телевизии... Тоа е основната символика. Како да кажем, слави, прослави, ќе ве примат, собрание, тоа не е неважно. Се разбира дека тоа важно и тоа чини чест. Меѓутоа ме интересира, затоа што знаете како ми е, гледам една
голема структура општествена, еден цел слој кој што се викаат роми, а се граѓани на Македонија кои што не успеваат да ги добијат и да се пробијат на она што треба секој да го има во оваа држава. Каква е позицијата на владата, ако смеам да прашам, или барем од тој ракурс, од таа внатрешна страна, како изгледа? Погледајќи владата во степенот на ромите, како се движи курсот, сметам дека како нова влада, се уште нова влада, има и потешкоти, меѓутоа во одредени процеси се движи во насока на подобрување на одредени политички процеси. Се надевам дека и вие ќе се согласите дека ромите имаат децениски проблеми и не може никој со магично стапче да ги реши проблемите кои што се 30, 40 и 50 години. Моето мислење е дека доколку дискутираме со буџетски средства, доколку дискутираме со конкретни проекти, можеме да се пофалиме и можеме да дискутираме за одредени проблеми кои што можат да бидат решени. Меѓутоа, доколку само филозофираме и мислиме дека нешто може да направиме има ли доволно буџетски средства? За оваа година мислам дека околу 18 милиони денари се предвидени во буџетската ставка за роми. Тоа се 3 милиони евра. Мислам дека се 18 милиони. Каква е таа програма? Зашто е наменета и зашто се програма за имплементација на содржините на стратегијата за роми. Го погледнавте и овој исечок од вчерашното гостување во Отворено студио 1, а сега време ни е тука по полека да се одјавиме. Ние се гледаме повторно во 15 часот и 20 минути. Останете програмата на 1 ТВ. Во продолжение следуваат вестите со колешка Делена Джигуманова.